ги сите на колопост. Луѓето, дигни ги сите тука, не ги издегуват, не тука. Ајде на улица, Пошто немате форум. Сега можеме да излеземе на коловозите, сите што го потписуваме барањето на овој наш пишачки преминантико, да се стави, да се постават семафори. Потиска музиката само. Овдека континуирано се случуваат немили настани, собраќајни несреќи, повреди и уништени жртви, од несоодветното возење, неприлагодена брзина и несовесните возачи. Затоа се повелете, поддржете го барањето, затоа што деца овде поминуваат, што е најризичната категорија и секако сите ние, а не да довикувате. Читувани сограѓани, соседи, станари од двете страни на булеварот на нашиот пишачки премен Антико. Оваа блокада ја правиме заедно, за кое што и спроведовме една петиција со наши лични подписи од сите од двете страни од овие згради, но се солидаризираме со сите граѓани и во целиот град каде што го имаат истиот проблем, а сите знаеме дека насекаде се случува истото, пешаците се најнебезбедната категорија во градот. Дали во 21. век се уште треба да одржуваме вакви протести и блокади заради тоа што немаме соодветно регулирана пат или булевар или крстосница. Да. Е сега, денеска, како што и почнавме од 17:30 до 18:30 ја реализираме најавената блокада на булеварот, која што ја најавивме со барањето петицијата, што ја доставивме до град Скопје и до МВР, во случај да не постапат по нашето барање, бидејќи тие цела година не најдоа за сходно да постапат по нашето барање, затоа дојде до реализација на оваа блокада. Блокадата ќе ја реализираме и утре, а ќе продолжиме и следните денови, зашто заедно тука може да се договориме, се додека не бидат поставени семафори. Со нашата петиција всушност ние баравме најдобро решение. Баравме да се применат повеќе начини, дали да се стават лежачки полицајци, истовремено и надзорни камери, за да се утврди кој и какви прекршоци прави, бидејќи нам граѓаните во движење ни е многу тешко, додека се случува некој немил настан или прекршок, тоа и да го документираме и да можеме потоа да го одбраниме каде што треба, за да се докаже или да се ослободи некој од вина. Меѓутоа, најважното што сите го потенцираа од оние кои што ја потпишаа петицијата е дека проблемот би се решил на солидно ниво доколку за почеток се постават семафори.
Тоа е логично затоа што дуж целиот булевар, партизански одреди, на сите вакви пешачки премини има поставено семафори. Зошто и која е причината што на нашиот пешачки премин не се поставува семафор и немаме крајно конечно такво решение? Еве, денеска упатуваме јавно прашање да ни одговорат надлежните органи. Петицијата што ја поднесовме, ја доставивме до општина Карпош, до делението за сообраќај на општина Карпош, до град Скопје и до Министерството за внатрешни работи. Од општината Карпош не упатија на надлежноста на град Скопје, затоа што градот Скопје е надлежен за булеварите, додека општината е надлежна за другите улици. Од градот Скопје добивме одговор кој можам да ви го пренесам или прочитам на кратко, бидејќи е важно, краток е. Во нивниот одговор пишува: во однос на вашето барање ви известуваме за следното. Град Скопје, сектор за сообраќај за предметниот пешачки премин на булевар Партизански одреди, пред неколку години побара изготвување на сообраќајно-техничка документација, односно основен сообраќаен проект за воведување на светлосни сообраќајни сигнали, каде после нејзиното изготвување согласно Законот за безбедност на патиштата беше доставен до Министерството за внатрешни работи за добивање на потребната согласност и тоа неколку пати. Министерството за внатрешни работи тогаш не ја издаде потребната согласност за имплементација на светлосни сообраќајни сигнали, семафори, на пешачкиот премин Антико и каде значително ќе се подобреше безбедноста на ранливите категории на учесници кои секојдневно гравитираат на овој пешачки премин. Бидејќи град Скопје не беше во можност да постави светлосна сообраќајна сигнализација на пешачкиот премин, поради погоре наведените причини на истиот за зголемување на безбедноста, се имплементираа висечки светлосни сообраќајни знаци за обележан пешачки премин, со кои значително им се дава на знаење на возачите дека наидуваат на пешачки премин, каде треба да ја намалат брзината на движење и каде е зголемено полето на прегледност на сообраќајната сигнализација на предметниот пешачки премин. Лежечките полицајци, односно мерките за смирување на сообраќајот, се поставуваат во најнепосредна близина на влезот на училиштата и градинките, како зона на смирен сообраќај, зона школа. Камерите за евидентирање на сторителите на прекршоци не се во надлежност на град Скопје и ние не располагаме со такви камери. Како заклучок на се погоре наведеното, сакаме да ве информираме дека град Скопје, секторот за сообраќај, повторно ќе ја покрене иницијативата за поставување на светлосни сообраќајни сигнали на овој пешачки премин, како би ги заштитил ранливите категории на учесници на најбезбеден начин. Значи, овдека на овој одговор од градот Скопје се подпишани раководителите на одделение и по овластување на градоначалник и други помошни раководители. Тоа е дадено на некаде во јули или во септември беше на пликото печатот 2023 година. До денеска немаме добиено од МВР никаков одговор по однос на нашето барање.
И зошто, како што тврдат од град Скопје, не даваат согласност за овој пешачки премин да се стават семафори. Значи, со оваа блокада ние го реактуализираме тоа барање, остануваме на тоа барање, но исто така да се направи решение кое што уште подобро и во заедно со поставување на семафорите ќе придонесе за најголема безбедност на пешаците. Тука во прв ред се и особено децата, бидејќи овој пешачки премин го користат многу деца кои што одат и кон училиштето каде што имаат активности Петар Попарцов, а некои учат во него. Сега би дала збор на другите, на сите од нас, нели, кои што сме граѓани станали на околните згради, кои што го секојдневно го користиме пешачкиот премин, да го кажат и своите предлози, можеби, дали ништо со кое што би можеле да го дополниме ова барање и секако да бараме одговори зошто си уште не се постапува по нашето барање. Може и собствените искуства, ние лично и јас со моето дете неколку пати кога сме поминувале по пешачкиот премин, навистина сме биле загрозени. Да не сме биле внимателни, ќе се случаат тешки повреди. Значи, возачите се несовесни, насилно возат, со многу голема брзина, на половина до пешачки премин да е пешак, ја нема да застанат. И ако не внимава самиот пешак, значи се случија такви настани. Беше пред неколку месеци, односно баш кога го поднесувавме оваа барање петиција, 14 годишно момче беше кринато во воздух и сврлено 30 на метри во далечина, заврши со скршен нрбет, со скршен врат. Ние бевме сведоци баш во тој момент со мојот син и тој беше видно вознемирен и тогаш го викна татко му, сопругот, еве сега тука е, нели снима во живо. Кога се симна сопругот со мојот син долу, му објаснуваше како нели да ја поминува улицата тука практично, за педагошки, затоа што децата треба да го нештото да го усвојат кога практично нешто ќе се прикаже, не само со зборови. И во тој момент, објаснувајќи му, нели, баш на ова место, мислам дека беше, тој може саме да потврди, од одговорниот лице, значи полицаец кој што го обезбедуваше местото, беше замолен да не стои тука, меѓутоа и покрај објаснувањето зошто со детето тука, за да му објасни тоа што се случило, на кој начин да не се повтори, мојот сопруг беше приведен во полициска станица Карпош. Јас потоа не бев тука, си заминав дома, ми се јави од таму дека всушност го привеле, детето дојде да ми каже исто така. Отидовме со мојата лична карта, бидејќи беше по